Со создавањето на зелени површини, со одржувањето на хигиената, доведувањето на газ во близина на повеќе клучни јавни институции и установи, расчистувањето на повеќе од 100 диви депонии на територијата на општината се покажа дека во изминатите 4 години животната средина е еден од главните приоритети на општина Куманово, рече на денешната пресконференција Ивана Ѓоргиевска, носителка на листата на кандидати за советници на иницијативата За наше Куманово. Се организират акции за чистење и се садат нови садници. Во раззеленувањето на градот засадени се повеќе од 15.695 садници во изминатиот период од 2017 па наваму. Изградена е нова викенд зона на локалитет Студена вода. Пуштени се во употреба нови 8 камиони за собирање на смет, обезбедени се нови 150 контейнери за смет, а се постави и полуподземни контейнери за отпад во Куманово. Заштитата на животната средина ќе биде приоритет и во следниот мандат на општина Куманово, предводена од граѓанската иницијатива, посочува Ѓоргиевска. Ширење на гасификационата мрежа и намалување на цената за приклучок, затворање на депонијата Краста и нејзино претворање во претоварна станица за отпад, поставување на соларни панели на јавни установи и општински институции, како и енергетски ефикасни фасади, се само дел од проектите кои што се предвидени во, како што вели Ѓоргиевска, победничката програма за имплементирање по 17 октомври. Ќе изградиме 3 нови градски паркови и реконструкција на постоечкиот градски парк, и тоа изградба на нов парк на влез во село Проевце, изградба на нов парк на улица Карадачки одреди во населба Тоде Мендол, изградба на урбан сквер Гоце Делчев со парк, фонтана и урбана опрема на влез на населбата Гоце Делчев. Ќе ги заштитиме сите неизградени, а планирани зелени површини во опфат на генералниот урбанистички план и нивна реализација како уредено зеленило во паркови со урбана опрема во Куманово. Нашата обврска како одговорни чинители во општеството кои мора да допринесат за почиста и позелена општина ќе биде уредување на речното корито на реките Липковка и Кумановка и спојување со нов градски парк во село Проевце. Уредување на двете страни од речното корито со зелени површини, трим патики, урбана опрема, простор за рекреација. Поставување на систем за наводнување капка по капка на зелени површини по должината на булевар 3 Македонска ударна бригада и булевар Октомвриска револуција. Нови дрвореди на улиците Ленинова и Браќа Рибар, познат како на Горички сокак, булевар Октомвриска револуција, булевар 3 Македонска ударна бригада и на сите други локации каде постои можност за тоа и до овој момент се уште не се реализирани. Во програмата се предвидени и изградба на катчења за шетање на домашни миленици во градски паркови на кеј и шеталиштата, како и поставување на фонтани за пиење вода на повеќе локации.